Јас сум Благица Димитровска, мајка на Александар, кој има 38 години. Кога се роди беше без попреченост, така да попреченоста се случи подоцна. Колку од прележана болест, толку од погрешна здравствена услуга. Значи, тој беше, ќе останеше со мала говорна мана, да не имаше кршење на ногата на 8 години, каде при операција со погрешна анестезија доби епилепсија, така да од тогаш наваму е со комбинирани пречки. Со комбинираните пречки, каде што има интелектуална попреченост, после смртта на нас родителите, барем на едниот, услов е да му се одземе деловната способност за да наследи пензија од родител. Значи, тука е обесправено самото лице, затоа што веќе нема да може да носи одлука за себе и за својот живот. Со кого ќе живее, не може да го наследи имотот, ќе управува старателот. Иако имотот ќе се води на хартија на негово име, но со имотот управува старателот. Пензијата зошто ќе ја наследи кога парите не може да ги троши за неговите потреби, туку друг ќе одлучува тие пари каде ќе се трошат и друг ќе ги троши. Ова лице губи право да ги подигне парите дури од банка, а не да ги троши. Најстрашното нешто што нас родителите не плаши е со земањето на деловната способност, тоа лице се прогласува дека не може да расудува, што не е точно. Страшно е што лицето со одземена деловна способност може некој да го злоупотреби на било кој начин и кога ќе отиде да се пожали во органите кои треба да направат едно истражување или да утврдат, тие кога ќе видат по матичниот број дека на лицето му е одземена деловната способност, ништо не преземаат, затоа што го сметаат дека не расудува. Значи има силувани лица со попреченост. Ако се одземена деловна способност, верувајте ми, никој не одговара. Така да, јас сакам да кажам јавно дека ова е злосторство врз оваа категорија на граѓани, затоа што сите имаат повеќе права од нив.